Штип по втор пат е домаќин на овој саем, кој се одржува трет циклус. И оваа година започна од Скопје. Штип е вториот град кој годинава е домаќин на ваков саем, што го организира Агенцијата за вработување. До мене е директорот на Агенцијата Владко Поповски, со кого ќе поразговараме околу случувањата на денешниот ден на саемов за вработување. Господин Поповски, добар ден и добре дојдовте на саемот во Штип. Еве, кажете ни што се посетителите ќе може да видат тука во Штип, не само од Штип, туку и од околината. Па пред се ова е трет циклус, односно втор саем од овој трет циклус за сајми за вработување. Идејата ни е да ги доближиме компаниите до невработените и невработените до компаниите и до оние кои што сакаат да сменат работно место, да можат да видат што се нуди за да може да променат работно место, а воедно сите оние млади луѓе кои што допрва треба да изберат образование, да може да одберат вистинско образование со кое што многу кратко ќе бидат невработени, односно ќе бидат веднаш вработени по завршување на образовниот процес. Инаку денешниот ден ќе биде исполнет со тоа што директно луѓето кои што се заинтересирани за работни места или за една професија ќе може да ги посетат компаниите, да поразговараат со нив, да видат кои се квалификации се бараат, дали има да видат кои работни места ги имаат слободни, да аплицираат за тие работни места со своите биографии. А воедно во текот на денот имаме состанок или форум со работодавачи на кој што отворено ќе поразговараме со бизнис заедницата што се треба да направиме како агенција или како држава за да бидеме уште поприфатливи за компаниите, односно да отворат што е можно повеќе квалитетни работни места. А воедно потоа ќе разговараме со младите да видиме што се нивните перспективи, кои се нивните перспективи и воедно да им кажеме како треба да постапат за да дојдат до квалитетно работно место, се со цел да во иднина имаме многу повеќе вработени отколку невработени. Еве, кажете ни колку фирми ќе се представа денеска и од кои бранши ќе бидат тие фирми, бидејќи тука знаеме дека Штип е град на текстилот и се повеќе има потреба од текстилни работници. Па пред се точно така, да, Штип е текстилен град, но покрај текстилните компании тука се компании од преработувачката индустрија, од металната индустрија, од металопреработувачката, од услужните индустрии, така да буквално ќе имаме повеќе типови на компании кои што се изложуваат тука, ќе побараат CV-ја да работат луѓе и на крајот нормално очекуваме овие компании да ги абсорбираат сите оние CV-ја кои што ќе ги достават посетителите, а на крајот нормално да добиеме и повеќе M1 образци или така да речени вработувања во тие компании и задоволни граѓани на Република Македонија и компании бидејќи наши соодветни работници. Еве да подсетиме дека Штип моментално има 1950 активни баратели. Овој број е намален од 5000 невработени, е сведен на 1900. Кажете ми, кога се одржуваше за прв пат саемот тука во Штип, компанијата Technical Textile ги вработи најголем број од вработените токму од овој саем. Па мислите ли дека ваквите саеми придонесуваат за невработените да најдат фирма соодветна на нивното образование? Па пред се ние кога настапуваме кај компаниите ги мотивираме да дојдат на саемите, да ги отворат своите врати, да покажат што имаат за вработување, да ги кажат сите квалификации за тоа работно место, се со цел да најдеме соодветни да кажеме кандидати кои што можеби во тој момент не се припремени, но преку сите други мерки што ги има агенцијата, ќе ги припремиме да бидат соодветни за тоа работно место. Точно така Technical Textile пред 3 години на овој саем тука во Штип, есента за прв пат се представи во Штип и на тој саем собра околу 280 CV-ја кои што ги примија на самиот саем и околу уште 600-700 кои што ги добија преку имейл, се со цел да ги разгледаат и потоа тие луѓе да одлучат кога ќе вработат. Тие беа презадоволни од саемот и како и ние кога гледаме дека има вработување, така да се надевам дека и овој саем ќе предизвика голема ретроспектива, да и оние компании кои што можеби не се пријавија за пролетниот дел од саемите, ќе се пријават за есенскиот дел, бидејќи манифестацијата трет циклус саем продолжува и во есента со истиот распоред, значи прво Скопје, па Штип, па Кавадарци, Битола, Тетово, Струмица, пак Скопје, со цел два пати годишно да им представиме на луѓето што се бараат компаниите. Не секогаш секој чита електронска пошта, електронски медиуми или пак отвара да погледа на веб портале што се нуди за работно место. Така да ова е директна тета средба меѓу компаниите, односно работодавачите и невработените, односно брачите на работа. Еве кажете ми, директоре, како помина саемот во Скопје и колку беше посетеност? Па посетеноста за разлика од другите саеми беше малку помала.
но за разлика од тогаш имаме многу поквалитетни CV-а. Така да задоволен сум во тој дел што имаме поквалитетни CV-а и што дел од компаниите најдоа она што го бараат на се квалитетни идни работници за нивните потреби. Доколку ќе биде отворен денеска сајмот тука во Штип? Сите сајми се од 10 до 14 часот, така да меѓувреме од 12 до 14 часот се обвиваат и форумите со работодавачи и инфосредбите со млади лица.